Почитувани гледачи, ги следите вестите на програмата на Канал Виса. Неполни 10 дена до одржувањето на референдумот во општина Босилово за или против отварање рудници на металични минерални суровини во оваа општина, но и граѓаните имаат можност да се изјаснуваат дали се за или против продолжување со работата на рударскиот комплекс Иловица и Штука од страна на инвеститорот Евромакс. Гостин во вестите на Канал Виса Слагена Далва, професор по хемија и член на граѓанската иницијатива Здрава Котлина, кој што се бори и на чија иницијатива ќе биде референдумот во општина Босилово. Професор Кедалова, добре дојдовте во вестите на Канал Виса. Добре ве најдов. Поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Така. Мислам дека граѓанската иницијатива Здрава Котлина или иницијативата за спас на општина Босилово или спас на општините од рудниците на смрт, барам така ги насловувате, веќе тече кампањата, ги информирате граѓаните. Каков е одзивот и како ги примаат информациите местното население? Дали досега знае што всушност се работи на Иловица и Штука? Во секој случај, знае многу повеќе отколку што знаеше пред неколку месеци. Овој проект, моје лично мислење е дека малку тајно се водеше и дека пошироката јавност немаше шанси да се запознае со посуштинските работи од проектот. Префорсирањето на финансиските поднаводници, би кажала, добробити ги покрија и ги маскираја сите оние негативности што би се случувале на овој терен во сите населени места. Мислите дека ќе има активности пред се од функционирањето на овој комплекс, а досега се одеше со теза дека ќе имаме вработување, ќе имаме економски бенефити, ќе има во тој контекст. Населението претежно беше бомбардирано со позитивни вести. Да, тие беа избор на информации кои некој сакаше да дојдат до народот. Меѓутоа, со самите самоедуцирања, читања за тоа што се случува во местата каде што се отвараат вакви рудници, со самото проширување на знаењата и со делењето на знаење од човек на човек, добиваме една сосема друга ситуација. Одговорноста за ваквите прашања ќе ја понесе секој човек поединачно, од секој аспект. Јас би зборувала, и затоа сум дојдена впрочем, за оние луѓе кои не слушнаја, што се како последица би добиле од отварањето за рудниците, токму тоа да го спомнам. Како хемичар многу ми се јасни функционирањата на сите системи. Значи, како се одделува бакарот, како се одделува златото од рудата. Самата технологија на производство и одделување на овие метали носи страшно големи загадувања. Ние ќе имаме загадување на воздух, на вода, на почва. Сите тие токсиканти ќе дојдат во човечкото тело. Ние што ќе јадеме, што ќе пиеме, што ќе дишиме, што се од нашите органи ќе биде повредено. Буквално се ќе биде повредено. Нема орган што нема да биде повреден. Кога да зборуваме за рудите, значи станува збор за руди кои се многу сиромашни со бакар и многу сиромашни со злато. Затоа се избрани овие агресивни методи, златото да се одделува со цијаниди, а пак бакарот да се одделува со сулфурна киселина. Решенија за детоксирање од последиците со користење на цијаниди нема во светот. Исто така нема ни решенија за детоксирање од последиците на вадењето на бакар. Да ни биде јасно на сите дека ние располагаме со руди кои се многу сиромашни со минерали. За какви токсиканти станува збор? Значи, ние ќе имаме токсични прашини тогаш кога ќе се врши минирање. Ние ќе имаме токсиканти од процесот на добивање на металите и имаме токсиканти кои постојано ќе ги токсираат растенијата и ќе преминуваат во нас. Да не зборуваме што нема орган од човечкото тело што нема да пострада. Токсикантите не се видливи со голо око. И друго нешто. Значи, која е динамиката на токсирање? Ова не е акутно токсирање, денес некој ќе не токсира, ние утре ќе се детоксираме. Станува збор за токсирање кој ќе трае 23 години, по 24 часа. Ви се молам, која динамика е тоа? Тоа е еден од проблемите. Друг проблем. Значи,
ќе имаме вечни токсиканти и тоа е многу битно. Значи не станува збор дека ние ќе имаме таа година токсиканти и следната. Значи ќе имаме во континуитет 23 години присутни токсиканти, но и тогаш кога би си одел инвеститорот, ние ќе имаме уште илјадници години отрови. Кои Да, предпоставуваме тие отрови ќе бидат негативни за самото местно население, не само во општина Босилово, туку ќе се рефлектираат и на целиот регион. Што мене ме запрепастува? Значи, да не се лажеме и да мижиме на вистината. Што ќе јадеме и што ќе пиеме? Дали после 20 години некои нови политичари ќе дојдат и ќе кажат не знаеме од што е загадена средината, но ние мора да увезуваме храна. И вие нема да пиете од таа вода, него ние ќе ви носиме вода, што е познато. Сакам да обрнам внимание на должината на токсираност. Значи, илјадници години. Каде се складира отровот? Во базени. Што ќе бидат обложени тие базени? Геомембрани. Повелете, прочитајте. Секој што сака. Значи, што е геомембраната? Ништо посебно. Нема неогранична моќна заштита. Геомембраната во секој момент може да попушти. Токсините ние секако ќе си ги добиеме. Од сите страни. Светски научен совет зборува дека по пукањето на браната во Бразил зборува дека очекуваат уште 11 брани да пукнат до 2020 година. Јас се прашувам, дали резултатот од овој референдум ќе биде индикатор за тоа дека сме ние тупави, глупави и дека секој може да се зафркава со нас, или на вистина ќе покажеме дека македонецот е разумен, чесен, знае и дека ќе одбереме правилна посока за тоа како треба да постапиме. Професорке, со оглед дека сте вие хемичар, она пред некој ден прочитав од страна на инвеститорот дека ќе се уништува цијанидот преку затворен систем и дека тврдат дека нема да има никакви негативни последици врз околината каде што ќе функционира овој комплекс, дека цијанидот ќе се уништува и дека ќе нема негативни влијанија врз средината. Тоа е го прочитав од страна на инвеститорот преку одредено соопштение, тврдејќи дека сепак се шири дезинформации за и околу работата на овој комплекс. Не е така. Значи, се што можев да најдам литература да прочитав. Прво, не е така. Ако тоа беше така едноставно, тогаш би било многу друга ситуацијата. Значи, цијанидот баш дека така ќе го уништат не може. Што кажува досегашните искуства? Јас ги читав апаратите за рударската индустрија. Значи, вели, најдена електрода со која ќе се мери цијановодородот во прочистените води. Внимавајте, значи, не во непрочистените, во прочистените. Што ви кажува тоа? Дека цијанидот ќе биде присутен и во прочистените води. Значи, многу безсмислено и брзоплето е подпишувањето на вакви документи. Мене не ме занима која влада е. Мене ме занима моето право на здрава средина. Значи, ќе ми го земат воздухот, ќе ми ја уништат почвата, ќе ми ја загадат водата и на крај ќе ми го обезвреднат имотот. Ај кажете ми, вие во таква загадена средина, која нива ќе вреди, кој имот, која куќа ќе вреди. Значи, тебе ти земат се. Се ти земат. Да, но сепак владата е концедент на ваквите склучени договори. Ама ај да не се правиме дека не разбираме дека многу луѓе работат по директива. Значи се наоѓаат подобни луѓе кои замижуваат под стручноста, а и да ви кажам, не верувам и на секоја стручност. И на факултетите не имаше секакви, и добри, и лоши студенти, и честни, и нечестни луѓе. Ако сте вие инвеститор, ќе ја кажувате вистината, вашиот профит, знаете колку ќе целта ви е профитот, нели? И вие сакате да профитирате. Ако можеш да убедиш здрав, нормален човек дека е ова здраво, тоа можеш само со давање на многу пари, со ништо друго, затоа што тоа не е вистина. Да, но надлежните наши органи тврдат дека студијата за оценка на влијанието на врз животната средина ги задоволувала тие законски критериуми кои што ги налага Европската унија, кон која се придружува и Македонија.
Да ги расчистиме одредени дилеми, за тоа ми беше зборот. Прво, ви се молам, во студијата пишува дека на секој 6 месеци ќе се анализира водата. Во останатите 6 месеци, како ќе анализирате водата? По ризик на луѓето или ќе ја тестираме на луѓето водата? Во студијата има напишано како мерка за здравствена заштита, демек мерење анализа на крвта, пак скенирање, така натаму. Тоа не е мерка за заштита. Мерка за заштита тоа не е. Тоа е начин на дијагностицирање и ништо повеќе. Нема начини за детоксикација. Не постојат начини. Прво имате испарување. Сулфурен диоксид при самата реакција на добивање, на отделување на бакар, имате во атмосферата сулфурен диоксид. Тој сулфурен диоксид се знае дека се враќа на земјата во форма на кисели дождови како сулфурна или сулфуреста киселина. Цијановодородната киселина исто така испарува. До сега најголеми светски загадувачи се рудниците на бакар и злато. Делато 60 дена од референдумот, времето полека не гази. Што очекувате? Општина Босилово ќе се приклучили кон Дојран, Богданци и Гевгелија, бидејќи мора да се исполни тој законски праг. Валандово не успеа да го исполни тој законски праг. Јас со чиста морална совест и етичка предлагам луѓето да гласаат против отварањето на рудникот. Затоа што после 5 или 10 години ќе имаме друга здравствена слика доколку се случи обратното. Ако мислат дека ќе ги шетаат болниците цел живот и дека здравието помалку вреди од некои си пари, тогаш не знам дали станува збор за луѓе или за нелуѓе. Аналитички приод треба да има. Друго нешто што се случува, значи ова е низа од рудници. 80 колку концесии се потпишани. Да. Вие сте ја виделе картата како изгледа, цела Источна Македонија. Ако цела Источна Македонија е загадена, јас пак ќе кажам, што ќе јадеме? Сложени системи се и почвата, и водата, и воздухот. За нормално функционирање нивно потребни се неколку услови. Јас можам вас магла да ви продавам многу и да кажувам дека да ви правам приказни убави, дека ова ќе го ревитализираме. Но тоа е невозможно, како ќе го ревитализираш? Кого замајуваш? И нека се престане со овие лаги. И овие што шетаат луѓето во името на инвеститорот, малку нека седнат и нека се преиспитаат. Кога станува збор за вакви крупни решенија, мораш да гледаш децении и векови нанапред. Што ќе оставиш? Ако ти стои вековен отров, длабок 276 метри ќе биде длабок базенот со отрови, ако ти стои тој и цело време ќе испарува, и при земјотреси, при поплави, при високи температури ќе имаме постојана опасност, тогаш со кои пари ти се важни? Така. Професор, ги само за крајно прашање. Независно од исходот на референдумот, кој е оној што како граѓанин, како активист, бидејќи работите сепак за поништување на еден договор, зависи од владата на Република Македонија? Кој е онакој што би сакале да го порачите? Бидејќи се врти, сепак владата како концедент е таа кој што ќе одлучи за раскинување и на договори за концесии за геолошки истражувања и за концесии за експлоатација. Се зависи од владата? Не, од луѓето. Ние сме избрале луѓе кои ќе не представуваат во владата. И тој што е во владата има одговорност. И јас не се плашам. И никој не треба да се плаши. Ако не може да реши проблем, тогаш ќе најдеме друг кој може тој проблем да го решава. Луѓе има кои веднаш на старт ќе ти каже ова не може. Има луѓе кои вредно ќе работат, ќе копаат. Некне во Валандово беше професорот Шкарич како гостин на собирот. Значи, човекот многу убаво објасни. Ма за кои закони ние зборуваме? Ма постои еден закон за опстанок, тој е законот на природата и ни еден друг. Прво тој проблем се решава, па потоа останатото се решава.
Нема друг закон. Така. Не, ова го поставих бидејќи нели пред 10 Но дени. сега не знам дали ја знаете најновата информација, господинот градоначалник на Дојран има на својата фејсбук страна објавено дека веќе е поднесено барање за уште едно геолошко истражување на минерални сировини. Ви се молам. Значи Македонија ќе биде во што ќе ја претвориме? И тоа поднесено во символ на глупавост. И тоа од Министерството за економија кој што очигледно го игнорирала одрезот на граѓаните од референдум, бидејќи барањето е во јули доставено и се бара мислење од страна на локалната самоуправа за Башибос Бајрамос за детални геолошки истражувања. Симнување на ридови, уништување на растенија, на животни. Луѓето разбираат дека екологијата е животни заштитуваш. Не, ти себе се заштитуваш. Една Франција донесе закон со кој полека ќе се воведуваат електричните автомобили. Значи, некои си го чистат просторот. Јас мислам дека всушност некој имал на ум дека ние сме многу плиткоумни, дека сме многу лакоми за пари и дека може ваква глупост да ни сервираат. Професор, јас ви благодарам, се надам нема да бидете за последен пат во вестите на канал ВИС. Тоа беше Слагена Даова од иницијативата, граѓанската иницијатива Здрава Кутлина, кој што се бори за против изградба на рудници во општина Босилово, односно во Струмичкиот регион, и кој што повикува јавно и отворено на трети против. Така. Сите да излеземе, да се слушне дека нема да дозволиме никој да отвара рудници на нашата територија. Ви благодарам, професор, ке продолжуваме со останатите содржини од вестите на канал ВИС.